Пожарот во дискотеката Пулс во Кочани остави траги што не се само на кожата, туку длабоко во колективната меморија. По едногодишна тишина, дел од оние што го преживеа незамисливото, решија болката да ја преточат во сведоштва. Влеговме во диското, се сместивме удобно и за многу кратко се случи што се случи. Излегов со многу повреди, мислев дека го губам мојот живот. Последно што се сеќавам кога сум примен тука во градската болница, горе на хирургија, потоа губам свест. После операцијата успеа да спасат 2 прста, сигурно. За малото прсте не се знаеше дали ќе остане без ампутација или не, пошто беше доста критично. Болницата Папа Николау во Солун ми го спаси животот и некако секоја секунда значела живот за мене. Но собраа храброст да испратат и порака дека борбата за живот добива нов глас. Глас кој зборува за падот, но уште посилно за повторното исправање. Добриот човек и здравиот човек има милион желби, ама болниот има една, да оздраве, ја таа ја сванав на своја кожа. Многу сакам да се борам и сакам да победувам. Упорна сум во тоа. Ваквите пораки за борба и истрајност не останаа само збор, туку добија жива манифестација каде пулсот на надежта се чувствуваше најсилно. Спортската сала во Кочани барем на еден ден не беше само место за надпревар, туку место на кое една болна тишина конечно беше прекината од звукот на кошаркарската топка и аплаузите од трибините. Поделени во 2 екипи, едните во бели, другите во црни маички. Овие млади луѓе не играа толку за поени, колку за секоја тешко помината секунда при закрепнувањето. По долга борба со лузните од пожарот во така нареченото кабаре Пулс, на нивните лица конечно се враќа она што веројатно најмногу им недостига – повеќе ведрина. Еден од учесниците, Драган Давидковски, имал изгореници на 2 раце и лицето, како и внатрешни повреди на белите дробови. Да, на лицето брзо помина, исто и ушите и носот. Уште на десната рака имам, одам еднаш месечно на ласер во пластична хирургија. Идат од Скопје овде доктори пулмолози, не прегледуваат често и фала му на Господ, иде секако што треба. Младите херои од овој црно-бел дуел се дружеле и претходно во текот на рехабилитацијата и клучното што го научиле е дека најтешките победи во животот се добиваат со заедништво. Бевме летото на Пониква, таму си разменувавме мислења, се дружевме, повеќето се знаеме и до ден денес се дружиме често. Но не дека немаше надпреварувачки дух. Ке победат црните секако. Надпреварот кажав од хуманитарен гест и нека победи подобриот. Покрај емотивната, надпреварот имаше и здравствена димензија. Според медицинските експерти, кошарката е еден од најдобрите спортови за рехабилитација по ваков тип повреди. Тие се запознаа длабоко меѓу нив во целиот изминат период и ова е начин за да си покажат што постигнале, затоа што од наш аспект, со оглед на тоа дека најголем дел имаат изгореници на рацете, кошарката е еден вид на физикална терапија, заради тоа што ги користат активно зглобовите каде што имаат најголем дел изгореници. Ке видите, значи голем дел се носат и компресивната облека под маичките. Иако логистиката за надпреварот ја обезбедија општината и болницата во Кочани, вистинскиот импулс дојде токму од оние што најдобро знаат што значи борбата за здив. Идејата не се родила во канцелариите на институциите, туку меѓу преживеаните млади луѓе. На нивните дресови стоеше само еден број – 63. Потсетник на 63-цата пријатели, роднини, сограѓани и врсници, што не ја добија шансата да бидат на овој терен. Мислам дека овие млади и луѓе се многу силни со тоа што самото тоа што излегоа да бидат видени, да се надпреваруваат. Тие се многу храбри, силни и секако многу помогна сите наши пријатели кои што денес ги поканивме на следниот настан
и помогна и здравствени, и помогна и психички, значи од целиот свет имавме помош. Сите тие, најмногу самите, мислам дека допринесоа за денес да бидат полни со надеж. Судбината понекогаш знае да испише морничави символи кои ги премостуваат границите и јазиците. Во светот на овие млади луѓе, бројот 63 не е само статистика. Тоа е истата бројка која пред години го зави во црно и шведскиот град Гетеборг. Во јуни минатата година, 7-член тим од Шведска дојде во Кочани со една мисија – да покаже дека болката од изгубените 63 животи е универзална, без оглед на се. Меѓу нив беа луѓе кои и самите поминале низ истиот пекол, пожарникари, социјални работници и преживеани, кои знаат како се гради надеж од пепел. Нивното тогашно ветување дека нема да ги остават повредените кочанчани сами доби свое продолжение. Дел од нив повторно дојдоа во Кочани. I guess it doesn't have to be basketball. It could be anything that brings people together, that gives some kind of relief, but also that there are things that unite us, even though or also because of the fire. So I would guess it's more important than we could imagine, really, because it tells us something, that there's a life also beside it. It's not to take anything away, the awareness or the seriousness of what has happened, but it's an important message, I would say, that if there is relief somewhere, please, it's a blessing. Швеѓаните велат дека се потребни активности што ќе не потсетат дека животот е многу повеќе од тагата и болката. You could try anything. We had big discos, for instance, rather soon after our disco fire, because we wanted to take it's a human right to experience things together, and sports is very amusing also. So I congrats you to that they do something like that. I would say that it's a healing process. На крајот остана еден звук. И едно име. Бидејќи во тој момент целата сала дишеше како едно. Во оваа спортска сала резултатот на семафорот беше најмалку важен. За овие млади луѓе, секој истрчан чекор и секој постигнат кош е личен триумф над сеќавањата на онаа кобна ноќ во Кочани. Тие денеска покажаа дека лузните може би остануваат, но не мора да ги дефинираат. Хуманитарниот надпревар има мисија што оди подалеку од спортот. Секој дониран денар од публиката е влог во идниот споменик што ќе никне во Кочани. Но тоа нема да биде само нем камен во спомен на трагедијата, туку жив потсетник дека, иако времето тече, заедницата одбива да ги заборави своите 63 згаснати животи. Што се однесува институционално, и ветив на родителите дека максимално брзо ќе ја спроведеме постапката, од наша страна е завршена постапката. Се очекува идејното решение или проектот да биде изготвен од страна на родителите и Сдруженијето 16 март, како ќе одлучат тие да изгледа просторот, така ќе биде уреден. Ние во програмата за 2026 немавме предвидено средства за финансиска поддршка на изградбата на меморијалниот центар, но до сега и не сме дошле до разговор со Сдруженијето дали би побарале од нас некаква помош. Во случај да побарат, ќе ги ставиме сите можни капацитети, се што можеме да помогнеме. И додека тој споменик ќе го чува минатото, младите се оние што треба да ја градат иднината. Кочани учи повторно да дише со полни гради, претворајќи ја болката во нова, непоколеблива надеж.